нова тема поврзана со правата на жената, може да кажам. Со нас е Елена Димушевска, извршен директор на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. Добро дојдовте. Добро ве, благодарам на поканата. Пред да разговараме што е она што во моментов е актуелно и го работите како национална мрежа, скратено да кажам, бидејќи се ближи 8 март, правата на жените повторно во фокусот, би сакал една генерална оценка, бидејќи марксистките на времето Клара Цеткин и Роза Луксембург несомнено дека не ги шминкале ноктите или се подготвувале за чајанка, сега можеби ќе ми замерат. Меѓутоа, како го коментирате тој менталитет на прослави на еден ден во годината? Да, 8 март е ден на жената и ден на женските права, за кои што многу жени во минатото дури ги дале своите животи за тоа да биде реалност она што ние сега го добиваме со самото раѓање. Многу жени претходно го немали, морале да се изборат за тоа. Поаѓајќи од таа точка, не сметам дека прославата на првенствено славењето на успехот на овие жени треба да биде еден ден во годината. И тоа во најмалку што може, не најмалку, туку несоодветниот начин е посета на кафани, патувања и се она што се случува, кое што обично го прават жените и кое што го прават дан на 8 март. Сепак треба да, мислам дека треба да, не знам, да разговараме и да работиме на тоа да се најдат некои малку посоодветни начини да се одбележи. Значи, не да се прослави, да се одбележи овој празник, од една страна, од друга страна, за овие теми треба многу почесто да зборуваме, затоа што 8 март, колку и да е ден за одбележување, сепак не е единствениот ден кога женските права треба да бидат тема на разговор. Иако ги имаме оние основни права за кои што тие во минатото се бореле, сепак родовата еднаквост во Македонија е далеку од она што би било, да речеме, задоволително. Минимално задоволително. Значи, се уште жените немаат ист пристап до можности како мажите и тоа е единствено нешто за кое што треба да разговараме. Не само ние кои што работиме во проблематикава, туку и сите останати, едноставно треба најверојатно да се најде начин како да се едуцираат повеќе жените за вистинското значење на овој празник. Тоа најверојатно и вие, медиумите, треба заеднички со нас да го направите, значи да едуцираме генералната популација што во суштина значи 8 март. И тоа да го правиме тековно, континуирано низ целата година. Има апели, има забрани за јавни собери, кафаните не може да им забранат за такви јавни собери, меѓутоа сметате дека ќе биде почитуван тој апел, тоа побарување од властите во однос на овој коронавирусот кој што вели дека јавни собери не треба да има толку многу? Па не верувам. Ке се прославува ли тој ден? Дали ќе се прославува на начинот на кој што се прославува, инаку верувам дека тоа ќе се случи. А и ние сме дел од организацијата, во суштина платформата за родова еднаквост, организира марш на 8 март. Овој пат темата ставивме на сексуалното насилство, потикнати од последните случувања со јавна соба и користењето на онлайн сексуалното насилство, формите на сексуално насилство. И ние разговаравме околу таа тема и одлучивме дека сепак за марш на отворен простор не представува опасност никаква за никого да маршот сепак се одржи. Значи маршот ќе се одржи. И ние ќе ги пренесеме нашите пораки до институциите и до оние кои што се релевантни актери за да почнат сериозно нешто да работат. Овој пат го ставивме акцентот и на сексуално насилство од аспект на тоа што сексуалното насилство е едно од најмалку фатините форми во нашата држава, иако тоа е кривично регулирано, нели согласно кривичниот законник на Република Северна Македонија, сепак е најмалку препознаено во неговите различни облици во кои што се појавува и освен силувањето како такво, другите форми на сексуално насилство дури не се ни соодветно криминализирани. Ке се осврнеме повторно на семејното насилство, уште малку да ве задржам само на 8 март, 8 мартовскиот марш. И затоа го почнав и разговорот со менталитетот.
сметате ли дека можеби дури и родителите прават грешка, секако имаат најубава намера, чиста мисла на своите мајки, баби, наставнички, децата да им подаруваат некакви подароци за 8 март, но јас всушност не сум сведок дека било која наставничка од областа на образованието, ако земеме, го коригирала ученикот и му кажала всушност за што значи 8 март, туку не, фино, и тоа е убаво, на тој ден сите се насмеани, подарокот е примен, можеби и тоа е една од грешките, почетни едукативни станици за она што значи денот 8 март, бидејќи ние сите го памтиме 8 март како денот на мајката. Да, што во суштина и не е. Нели е денот на жената, не е денот на мајката, е денот на жената. Тоа што се случува, знаете, ретки се тие исклучително се ретки тие наставнички, учителки, без разлика на кое ниво на образованието, кои што особено во претшколската и основната школска возраст, што ги одбиваат овие подароци. Јас за среќа имав навистина наставничка од прво до четврто делинија која што уште на самиот почеток кажа дека не сака, дека тоа не е нејзин празник и дека таа би сакала нешто да направи со што ќе го одбележи, но не сака да добива подароци, не сака да добива цвеќиња. И на нас децата и на нашите родители не беше забрането, ни беше дадена едноставно порака дека не сакаме. Да, и тоа ретко се случува. Така да се согласувам со тебе, најверојатно едукацијата и од таму треба да почне во однос на тоа што и самите учителки, особено во претшколска и школска возраст, во основното ниво на образование, што тие треба да прават за 8 март. Затоа што тука се јавуваат и очекувањата на самите учителки дека треба на поголемиот дел, барам од нив, дека треба да добијат нешто, благодарница, нешто како благодарност во смисла на цвеќенце, поклончели, што и да решат. Да се даде одредена значајност. Да, така да треба најверојатно да ги едуцираме нив да тие самите, исто како мојата наставничка што го направила тоа пред многу години, да и тие самите пратат порака до родителите дека не треба да се носат поклони и подароци, дека наспроти тоа тие ќе прават едукативни работилници со децата за кое е значењето на 8 март и што треба за 8 март да се случува. Елена Димушевска, извршен директор на Националната мрежа извршна директорка на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. Вашиот тим подготвува куќа за отворено домување за жени жртви на насилство. Може ли, тоа е последен актуелен проект кој што го работите, за каква куќа всушност се работи? Да. И воедно видов и на социјалните мрежи дека имате свој апел до граѓаните за да донираат она што можат. Како ќе функционира оваа куќа и она што ви е потребно за неа? Да. Куќата е се уште неотворена, ќе се отвори и официјално следната недела. Ние завршуваме со подготовките околу куќата. Што е целта на овој сервис, да го кажам, за жени жртви на... А што подразбира таа куќа? Тоа е физичка куќа на, да кажеме, 1 спрат, 2 спрата, 3 спрата, каде што... Да, тоа ќе биде заедница, комуна или... Тоа е тоа сега што сакам да го објаснам. Она што покажа, ние во текот на 2019 спроведовме анализа за економските предизвици со кои што се соочуваат жените жртви на семејно насилство. И како еден клучен проблем кој што произлезе е нивното прашање на домување. Додека се во заедница, најчесто живеат или во заеднички стан со сторителот на насилството или на имот кој што го поседуваат неговите родители. Така да тие доколку сакаат да напуштат и да се заминат од насилната средина, опцијата ми е или да се вратат кај нивните родители, доколку има нели можности и простор, или да отидат под кирија. Сега тука ако ги земеме во предвид просечните примања, киријата особено за во случајов ќе биде еднородителско семејство, затоа што треба едниот родител со децата да се замина. Киријата е превисока со режиските трошоци согласно примањата кои што тие ги имаат. Тоа се во просек од 15 до 20.000 месечно. Така да самиот проблем и стравот од бездомништво во суштина ги спречува нив во одлуката и значително влијае и во одреден случај ги спречува во одлуката да заминат. Она што државата моментално го има е шелтер центри. Шелтер центрите обезбедуваат сместување за жени жртви на жени и деца
жртви на семено насилство кои што се на тајна локација и кои што се за жени кои што имаат акутен ризик од насилство. Односно, постои висок степен на ризик дека насилството ќе се повтори и еве наедноставно кажано, жената и децата треба да бидат скриени. Значи во периодот дека тие се сместени во шелтер, нивното движење е ограничено, можностите да се вработат, да се едуцираат, се е ограничено заради тајноста на локацијата. Ова домување е физичка куќа е таа што постои реално на два спрата, во долниот дел е дневниот простор, горниот дел се спалните соби. Капацитет за колку жени? Капацитетот е за 4 жени со поради тоа што има 4 спални соби. И тоа би било привремена станица? Да, тоа би било нешто како транзитна куќа, значи тие или по напуштањето на шелтерот или евентуално ако немаат потреба од шелтер, значи сепак се работи за онаа група на жени кај кои што ризикот од насилство е многу низок, затоа што ние куќата нема да ја држиме на тајна локација, нормално нема да ја промовираме во медиумите, но нема да биде на скриена локација како шелтер куќата. И жените ќе имаат корисничките ќе имаат слобода да се движат, доколку аплицираат за работно место, додат на интервју, доколку сакаат да се доедуцираат за нешто, да одат на обуки, децата да можат редовно да продолжат да посетуваат градинка, училиште, што на кој ниво образование да се. Значи ние сакаме да им обезбедиме на едно привремено сместување, додека тие не се зајакнат, за да можат понатака економски да станат малку економски постабилни и да можат да продолжат со својот живот надвор од надвор од насилството, живот без насилство. Претпоставувам дека во тој момент нема ни да им се наплаќа за престојот во... Тоа е клучното, значи ние сакаме да им обезбедиме сигурно и бесплатно домување и задоволување на екзистенцијалните потреби, нели, храна, хигиена и она што е неопходно, затоа што кога една индивидуа има да речеме клучниот проблем е каде ќе живее, таа не може, дали ќе има кров над глава, не може да работи на своја доедукација за да може евентуално да добие работа која што ќе биде подобро платена. Значи, целта е економски да се зајакнат. Во шелтрите кои што ги напоменавте, постои некако вид на селекција на комисија кога ќе може одредена индивидуа да стигне до тој дом, но што ако некому на брзина треба да се засолни во оваа куќа која што вие ја планирате, ќе биде отворена за веднаш некој да влезе во неа или ќе мора исто така да поминува низ неколку порти пред да ја отвори вратата од спалната каде што е куќата? Во шелтерот не постои селекција. Во шелтерот се сместуваат жени кои што се во висок ризик. Затоа постои кризен центар кој што може да ги смести во било кој момент од денот или ноќта, доколку се случи во моментот се случува насилство и таа сака да замине. Во шелтерот за да бидат сместени обично се заради малите капацитети на државата, малите капацитети во однос на шелтер сместување, значи ние моментално на крајот на 2019 се отворија 3 нови центри и од тој аспект не можам да го кажам точниот број на кревети, инаку до ева да речеме ноември 2019 имаше 35 кревети на национално ниво. Затоа селекцијата 30 многу малку, што е комплетно недоволно, значи далеку од минимумот. Така. 35 кревети во просек виса колку? 7-8 жени со по 2 деца, да речеме 3, затоа што жените доаѓаат со сите своји деца без разлика нели колку ги имаат. И селекцијата во шелтерот е токму од таа причина. Се остава простор за оние кои што се навистина најзагрозени. Јас таа политика на Министерството не оправдувам, без разлика што го објаснувам, ова тој чисто само за да ви објаснам зошто толку е тешко сместувањето во шелтер, инаку не треба да биде. Во оваа куќата нема да работи 24/7, мислам, ние нема да работиме 24/7 за да можеме во било кое време во ноќта да сместиме жена, затоа што ова не е за солништа. Ова е привремено домување. И ќе има одредени критериуми, ама тоа најмногу ќе се однесува од аспект на ризикот од насилство. Затоа што, како што напоменав, таму нема да бидеме ние 24/7 присутни. Ние ќе бидеме присутни прва смена, за да можеме на нив да им помогнеме да ги остварат право од социјална заштита, значи доколку здравствена заштита, правна помош, доколку имаат потреба, психолошка помош ќе добиваат, односно редовно советување, континуирано и групна работа со психотерапевт. Но тоа нашата улога тука
она што ние ќе го обезбедуваме е, да речеме, во работниот дел од денот. Понатаму тие се оставени сами да продолжат да функционираат. Тоа е исто како тие да имаат средства и да се изнемат стан под кирија, да речеме, само што овде ќе бидат повеќе жени на едно место. Ризикот од насилство, односно процената дека не постои ризикот повторно насилство е клучна за една жена да биде сместена или не. Затоа што ние не смееме другите да ги доведеме во опасност, доколку некоја жена се уште има се уште е во висок ризик од повторување на насилството. Исторителот Скопје е мала, Македонија е мала. Куќата може и локацијата на куќата многу едноставно ќе може да се најде. Значи, локациите на шелтрите се откриваат, што треба да бидат тајни. Така да, тоа сакам да кажам. Оние кои што сакаат да донираат наменски за куќата, може да ви пишат на Facebook, да, или да се јават на бројот од канцеларија. Јас сакам јавно се заблагодарам, имавме многу одзив по постот. Иако куќата која што изнајмивме беше генерално опремена со големиот, целиот потребен мебел, во главном потребниот мебел и големите електрични апарати, сепак недостасува мали кунски апарати, кунски прибор, пешкири, постелнина, тие се работи кои што се нели обновливи, кои што треба да ги имаме постојано. И објавивме пост на Facebook, имаше многу голем одзив од граѓаните. Денеска во попладневните часови ќе ги собираме, да речеме, ќе пристагнат сите донации кои што ни ги најавија и за кои што се согласивме. Се уште имаме потреба уште од некои ситни работи, така да, сите кои што би сакале нешто да донираат, може да ни сконтактираат или на Facebook профилот или да се јават во канцеларија, да им кажем уште што ни недостасува и нели доколку се во можност да го направат. Господи Мушевски, имаме време за уште 2-3 прашања. Семејното насилство во една прикриена или пак изразена форма, јас би рекол дека е своевидна пневмонија, започнува со една настинка, па со еден грип, па потоа кога ќе се продлабочи, многу е тешко да се истото да биде кажано таму каде што треба, односно институциите. Работите ли со жените на охрабрување, на поттикнување, како и зошто е толку важно на време да го спречат семејното насилство и да не стане својавидна завист? Завист не би можело да стане посекако, но може да стане голем проблем од аспект на тоа па може и завист да стане. Предходно, добро, тоа се исклучително ретки. Нели веќе се синдроми, да речеме, психички состојби. Да кажам, можам да посведочам на ситуации каде што за среќа жената се спасила од домот во кој што живеела во момент кога не е било убаво, меѓутоа да, било своевидна форма на завист. Знаете како, бракот сам по себе, не без разлика дали има насилство или не, луѓето кои што долго живеат заедно, дури една врска која што долго трае, кога треба да се раскине, е проблем. Проблем е за двајцата, најмногу заради навиката која што се создава за заеднички живот. Сега кога влегуваат во брак, кога има деца, кога има толку многу работи испреплетени, е уште потешко. А најтешко е кога треба да заминете и да оставите се позади себе, се во кое што сте вложувале, да речеме 10-15 години, и треба едноставно да заминете. Тоа е тешка одлука која што треба да се донесе. Иако можеби на останатите им личи, затоа што често читам и коментари на Facebook кои што навистина не ми се допаѓаат од аспект на тоа дека не можеме толку лесно да судиме за другите, па која тепа може одма да замине. Не може. Мора да има каде да отиде. Таа која со две и со едно дете да е, мора да има каде да отиде за замени. И таа одлука никогаш не е лесна. Она што, да, и ние како мрежа го работиме, ние инаку сме мрежа на организации, значи имаме 20 организации членки. Дел од нив работат и се фокусирани на овие едукативни работилници и за возрастната популација, но и за тинеџерската популација, особено затоа што кај нас насилството во тинеџерските врски е во пораст. Да, е во пораст на жал, особено психолошкото и сексуалното. Силувањето и во врска и во брак е непрепознаено како форма, затоа што едноставно се наметнува на жените дека тие мораат да го задоволат партнерот и да ги задоволат неговите потреби, независно од тоа дали таа во моментот има потреба или не. Така да
има доста од нашите организации кои што работат на едукација. Дел од нашите организации исто така обезбедуваат сервиси за бесплатно психолошко советување и дури во оној момент кога треба да се охрабри да пријави. Значи ние најчесто и работиме со жени кои што не пријавиле се уште во институциите. Работиме со нив на развивање на план откако ќе пријави, што ќе направи. Каде ќе отиде. Значи затоа е клучно тоа економско зајакнување на жените, ако сакаме тие навистина од која ќе пријават да може да заминат. Да. И ќе треба да се работи на тие програми за токму охрабрување и поттикнување на жените, па и на мажите. Секако, бидејќи има случаеви на насилство врз мажи, меѓутоа да, стапката е многу поголема кога се жените во прашање, што поради нееднаквите можности, што поради тоа што мажите се уште во 21 век уживаат поголема финансиска и најверојатно, ќе ве прекинам, најверојатно поради трансгенерацијскиот научен облик на однесување, односно децата кои што живеат во насилство, во семејство во кое што има насилство, ги учат облиците однесување на насилник и однесување на жртва. И тие само кога ќе дојдат нели во возрастната во зрела возраст каде што ќе формираат своји врски, ќе превземат една од овие улоги. Тоа се исклучително ретки ситуации каде што децата кои што излегле од семејство во кое што имало насилство, да сами се избориле па да не влезат во ниедно од овие две улоги. Дополнително со целиот патриархално-традиционален систем на вреднување, мажот главата на семејството, мажот носител на финансиите, ја ставя жената во многу понеповолна позиција, особено кога се работи за економска стабилност и да. Да. Има уште многу теми за кои што треба да се зборува во однос барем кога се во прашање правата на жените, воопшто почитувањето на човековите права, еднаквите можности или нееднаквите можности на жените во Македонија, жените во политиката, жените општо ангажирани како работна сила во државава, да. Меѓутоа, секако ќе се видиме повторно овде во студиото, бидејќи време е за последното информативно издание во рамките на утрински брифинг. Јас ви благодарам уште еднаш што бевте гостинка овде и се гледаме на 8 март на маршот сигурно. Благодарам.